Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. За прв пат во Свети Николе се одржа манифестацијата Ден на млад фармер во Македонија, а во организација на мрежата на млади фармери, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и на општина Свети Николе. Манифестацијата, чија цел е анимирање и поттикнување на младите земјоделци заради развивање на агробизнисот и нивно останување во родните места, се одржа на Свети Николскиот плоштад Иринден, каде што беа поставени многобројни штандови на земјоделски производители, предпријатија и дистрибутери, на кои беа изложени земјоделски производи, храна и земјоделска механизација. Присутните ги поздрави градоначалникот на Свети Николе Сашо Велковски, кој истакна дека ваквите настани отвараат нови можности и перспективи младите земјоделци се повеќе да го развиваат своето производство и се повеќе да бидат присутни на пазарите во земјата и во странство со квалитетни производи. Општина Свети Николе, можам да слободно да кажеме најземјоделскиот град во Република Македонија. Околу 1000 земјоделци живеат и творат на земјоделието, плаќаат даноци на Македонија, а од друга страна екзистираат и од земјоделското земјиште и од фармерството. Токму затоа општина Свети Николе ги поттикнува сите вакви настани и заедно со мрежата на млади фармери за прв пат во Свети Николе се организира ваков ден. Јас се надевам дека во иднина ќе соработуваме многу подобро и со цел да возможиме афирмација не само кај младите, туку и кај постарите. Поттик во секој поглед ќе има сите млади земјоделци. Јас се надам дека и Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство со мерките што ги превзема во последно време ќе може да им помогне на сите млади што сакаат да се бават активно со земјоделие. Министерот за земјоделство Јупчо Николовски нагласи дека перспективите на земјоделците и на младите фармери се фондовите за земјоделство на Европската унија, кои во наредниот период ќе биле многу поедноставни и подостапни. Младите земјоделци и се обидуваме на секој еден можен начин со сите мерки кои што ги преземаме да дојдеме до секој еден поединец кој што сака да остане во своето родно место, во своето село и да се занимава со земјоделско или сточарско производство. Министерството минатата година склучи 424 договори за по 10.000 евра неповратни средства за поддршка на млади земјоделци. Сите тие овие денови гледам дека набавиле механизација, трактори, започнале свој бизнис, а паралелно преку ИПАРД програмата до денес се склучени 702 договори за набавка на трактори или на приклучна механизација. Плакета за најдобар млад фармер во општина Свети Николе доби Марио Петрев од селото Амзабегово. И од мене да сум жив и здрав и да продолжи на понатаму. Надаме се. И да ги поттикнете да бидат млади фармери. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.